Зајачот со Рики и Кики. Здраво дечиња! И оваа епизода со Рики и Кики ќе боиме интересна боенка, наречена Мина со нејзиното конче Амадеус, а Рики ни спреми интересна приказна за оваа боенка. Во оваа емисија ќе го избоиме бројот 2 и буквата Б. А буквата Б е втората буква од нашата азбука. Боенките што ќе ги боиме во емисијава, ги имате линковите под видеото и може да си ги симнете за дома. А сега следува приказната за Мина и кончето Амадеус од нашата боенка, која ќе ни ја раскаже Рики. Еден топол сончев ден, под широко небо исполнето со светлина и нежни облачиња, малото девојче Мина стоеше покрај својот најдобар пријател, кончето Амадеус. Сонцето се смееше високо на небото, како да ги поздравуваше, а неговите зраци меко ја галеа тревата и цвеќињата околу нив. Мина со двете рачиња го прегрна Амадеус околу вратот и се насмевна, затоа што знаеше дека денес ќе биде посебен ден. Околу нив, малите зајчиња скока радосно низ зелената трева. Едно мало зајче, најљубопитното од сите, им се приближи и застана точно пред нив, како да сакаше да им каже нешто. Птиците на гранката над нив весело чврчореа, а неколку пчелички лета од цвет на цвет, собирајки нектар и брмчејки тивка песничка. Амадеус прошепоти: Мина, мислам дека денес природата сака да ни каже нешто. Амадеус нежно ја оттурна главата кон неа и како да кимна со разбирање. Иако не зборуваше со зборови, Мина секогаш го разбираше. Тој беше нејзин верен другар, секогаш покрај неа кога беше потребен. Во тој момент, едно од зајчињата направи мал скок и се оттурна малку подалеку, па пак се сврте назад, како да ги повикуваше да го следат. Мина се насмеа. Да одиме да видиме каде не води, рече таа. И така Мина и Амадеус тргнаа по малото зајче. Тревата под нивните нозе беше мека, а воздухот мирисаше на цвеќе и пролет. Додека одеа, слушаа како пчелите си пеат, а птиците ги следат одозгора, како мала дружина што ги чува. По кратко време, стигнаа до едно мало место каде што тревата беше малку поразлична, како да криеше тајна. Зајчињата се собраа околу една точка и почнаа да копаат со своите мали шепи. Мина клекна и внимателно погледна. Од земјата почна да се појавува нешто мало и светло. Тоа беше мало златно семе. Што ли е ова, праша Мина тивко. Амадеус нежно се доближи и го помириса семето. Сонцето во тој момент засветли посилно, како да сакаше да помогне. Мина го зеде семето во раката и почувствува топлина. Мислам дека треба да го засадиме, рече таа. Со помош на зајчињата, Мина ископа мала дупка и внимателно го стави семето внатре. Амадеус со копитото ја оттурна земјата назад врз него. Потоа Мина донесе малку вода од блискиот поток и го полее местото. Сите застанаа и чекаа. Прво ништо не се случи. Но потоа, малку по малку, земјата почна да се движи. Од неа никна мало зелено стебленце. Потоа растеше побрзо и побрзо додека не се претвори во прекрасно цвеќе што светеше во сите бои. Пчелите веднаш му придоа, а птиците запеаја уште погласно. Зајчињата скока од радост. Мина се смееше од среќа. Види, Амадеус, направивме нешто прекрасно. Но тогаш од далечината се слушна слаб звук.
како плач. Мина се замисли и го погледна Амадеус. Некој има потреба од нас. Без двоумење тие тргнаа по звукот. Поминуваа низ тревата, покрај дрвјата и цвеќињата, се додека не стигнаа до мало пиле што паднало од гнездото. Птиците од гранката вознемирено летаа над него. Мина внимателно го зеде пилето во рацете. Не плаши се, му рече нежно. Со помош на Амадеус, кој се приближи до дрвото, Мина се исправи и внимателно го врати пилето назад во гнездото. Птиците веднаш се смирија и почнаа да пеат весело. Сонцето повторно засвети силно, како да им се заблагодарува. Мина го прегрна Амадеус. Денес направивме многу добри работи. Тие полека се вратија назад на местото каде што почнаа. Цвеќето што го засадија се уште светеше, а зајчињата мирно одмараа околу него. Мина седна на тревата, потпрена на Амадеус. Го гледаше небото, сонцето, пчелите, птиците и своите мали пријатели. Во срцето почувствува топлина и радост. Знаеше дека вистинската магија не е во златното семе, туку во добрината, пријателството и љубовта што ги делеше со сите околу себе. И така, додека сонцето полека се спушташе и денот се претвораше во мирна вечер, Мина и Амадеус останаа заедно, знаејќи дека секој нов ден носи нови авантури, нови пријатели и нови можности да направат нешто убаво. И нивната приказна продолжи, исполнета со смеа, добрина и безброј мали чуда што ги создаваа заедно. И пред да се стемне, Мина и Амадеус си отидоа дома на спиење. Тука ја завршуваме приказната за Мина и кончето Амадеус, така и оваа боенка е готова избоена. Тоа беше приказната од боенката, а сега еве е втората буква од нашата азбука, а тоа е буквата Б. Оваа буква ќе избоиме со 3 боја, тоа се: портокалова, црвена, сина. Овде имаме голема буква Б. Мала буква Б. Сега ќе ви кажем 7 зборчиња на буквата Б. И запамтете ги, а тоа се: балон, брод, баба, банана, боранија, бурек, буре. Балон. Балонот е лесен и полн со воздух. Може да лета високо во небото и најчесто го гледаме на родендени и забави. Децата многу сакаат да се играат со балони. Брод. Бродот плови по вода, по море, езеро или река. Со брод можеме да патуваме и да носиме луѓе или товар од едно место до друго. Баба. Бабата е многу мила и грижлива. Таа често ни раскажува приказни, ни подготвува вкусна храна и не сака најмногу. Банана. Бананата е вкусно и здраво овошје со жолта боја. Таа ни дава енергија и е омилена кај децата. Боранија. Боранијата е зеленчук што расте во градина. Може да се готви и е многу здрава за нашето тело и сите дечиња ја јадат. Бурек. Бурекот е вкусно печиво што се прави од кори и може да има сирење, месо или спанаки. Многу луѓе сакаат да јадат бурек за појадок. Буре. Бурето е голем сад, најчесто дрвен или метален. Во него се чуваат течности како вода, сок или вино.
Дечиња, ајде да видиме со кои бои ги обоивме нашите зборчиња. Балонот го обоивме во убава црвена боја, бродот доби кафеава боја, а бабата ја направивме весела со портокалова боја. Бананата, секако, ја обоивме жолта, боранијата ја направивме зелена, бурекот го обоивме во сина боја, а бурето повторно го направивме кафеаво. Значи, пријателчиња наши, тоа беше втората буква од нашата азбука, па затоа и сега ќе ја боиме и боенката со бројот 2. Сега, другарчиња, ќе го научиме бројот 2. На нашата боенка го имаме бројот 2. А полесно ќе го запамтиме како што сите ние имаме 2 очи за гледање, 2 раце за боење, 2 нозе за одење, 2 уши за слушање. И оваа бројка 2 ќе ја избоиме со сина боичка. Може да видиме како се пишува со букви бројката 2. И ќе ги избоиме со црвена боја, на боенката имаме 2 топчиња, па така нив ќе ги избоиме со розова боја. Другарчиња, сега додека боиме ќе учиме за бројот 2. Бројот 2 е многу важен, затоа што многу работи околу нас ги имаме по 2. Погледнете го нашето тело, имаме 2 раце со кои играме, цртаме и ги гушкаме нашите другарчиња. Имаме 2 нозе со кои трчаме, скокаме и се забавуваме. Имаме и 2 очи со кои гледаме се околу нас и 2 уши со кои слушаме музика, приказни и убави зборови. На нашето лице имаме и 2 веги, а на телото 2 рамена што ни помагаат да ги движиме рацете. Кога ќе клекнеме или скокаме, ги користиме нашите 2 колена, а со 2 стапала чекориме и одиме напред. Во нашето семејство најчесто имаме 2 родители, мајка и татко, кои не сакаат и се грижат за нас. И во природата има многу работи по 2. Птицата има 2 крила за да може да лета високо на небото. Велосипедот има 2 тркала за да можеме да се возиме. А паричката има 2 страни, едната и другата страна. Денес научивме колку е важен бројот 2. Сега знаеме дека многу работи околу нас ги има по 2, нашите раце, нозе, очи и ушите, но и работи како тркалата, крилијата и многу други. Се надеваме дека убаво се забавувавте и научивте нешто ново. Продолжете да гледате, да учите и да се дружите со нас. А сега да ги погледнеме денешните боенки што ги избоивме. Да не заборавите да не следите на нашите канали како Facebook и YouTube. А линковите за да ги симнете боенките се под видеото во описот. Пријателчиња на Кики и Рики, се гледаме во наредната епизода. Thank you.